Човечкиот мозок е задолжен за се што прави вашето тело, дури за нештата за кои не размислувате, како што се дишењето или одржувањето на срцето во движење. Мозокот е како исклучително моќен компјутер кој ги складира нашите сеќавања и ги контролира нашите мисли и тела. Мозокот е сигналната кутија која прима информации од остатокот од вашето тело. Секој пат кога користите некој од вашите сетила, сите тие информации се пренесуваат до вашиот мозок, каде што се обработуваат. Тоа е исто така местото каде што се одвива целото наше размислување и чувство. Луѓето понекогаш зборуваат за срцето како место каде што се случуваат нашите чувства, како например кога зборуваат за кршење на срцето, но всушност сето тоа се случува во нашиот мозок. Кога ќе допрете нешто жешко или ќе видите нешто убаво, таа информација патува низ вашето тело и во вашиот мозок. Ова ни помага да разбереме што се случува околу нас, што не информира и како треба да реагираме. Или пак кога учите како да возите велосипед, докажано е дека невроните формираат патеки. Првиот пат кога некој ќе се качи на велосипед, мора многу внимателно да размисли како ќе се движи, но по многу вежбање станува многу полесно. Тоа е затоа што невроните успешно формираа патека што му кажува на вашето тело како да вози велосипед без свесно да размислува за тоа.